Почитувани, помина точно година и пол откако надлежните институции, Министерството за здравство и владата, и на дело потврдија дека не превземале апсолутно ништо и не мрднале со прст, барем да ја намалат штетата по државниот буџет за најголемата стратешка грешка во здравството, а тоа е прекинувањето на договорот за изградба на клинички центар Мајка Тереза. Согласно информациите во медиумите, побарувањето за раскинување на договорот за градба на клинички центар се всушност пенали од околу 18 милиони евра или 2,5 пати повеќе од цената на чинење на педиатриска болница, како онаа во Козле, например. За прекинување на договорот во тек е арбитражна постапка за која постои некаква информација која треба да оди на седница на влада, но овој процес е целосно нетранспарентен, а целата процедура е заглавена на релација Министерство за здравство влада. Во меѓувреме, премиерот и министерот за здравство не замајуваат со укинување на директори во рамки на кампусот клиники Мајка Тереза. Нејасно е, ако за подготовка на една обична информација до влада е потребно 1 година, колку време ќе им биде потребно за вистински да се заложат и да ја намалат штетата по државниот буџет? Заради тоа, конкретно прашуваме: кој индивидуално и институционално ќе превземе одговорноста за ваквото неодговорно однесување, со кое свесно се нанесува штета по државниот буџет, посебно што станува збор за милионски суми на пенали за неградба на клинички центар во Скопје? Зошто ниту една институција не се заложи да го заштити буџетот на Македонија, ниту пак се обидува да ја намали оваа штета? Во изминативе 7 години сведоци сме на разнебитување на јавното здравство. Советување се одеше дотаму што беше најавен мегаломански проект од 500 милиони евра во Веле Поле, за денес да видиме нула резултати како од ова, така и од низа други ветувања во здравството. Со ваквиот пристап, уште еднаш се потврдува фактот дека оваа влада на ДУИ и СДСМ има пари да плаќа пенали за неградба на еден ваков капитален проект, но нема пари за лекување на пациентите. Од тука бараме сериозен пристап и транспарентност, наместо молк, како што гледаме сега, за една постапка која што е многу важна, заради тоа што на крај казната изразена во милионски суми ќе се плаќа од джебот на секој еден граѓанин. Во меѓувреме, граѓаните не можат да најдат основен лек. Не се наоѓа термин за специјалист. Листите за чекање за интервенции се огромни, а граѓаните не стигнуваат до здравствена услуга. Секојдневно врвен и искусен персонал заминува од јавното здравство. Позитивната листа не е сменета 11 години. Граѓаните одат по лекови во соседните држави, апаратите во здравствените установи не работат, граѓаните молат по социјални мрежи да соберат пари за да се лекуваат во странство. Низата на проблеми и стратешки грешки и слично е огромна. Токму поради тоа оваа власт мора да замине што поскоро и да почне процес на обновување на здравството како круцијален сегмент на државата. Ви благодарам.